Парно грењето во Скопје поскапува за 14,18% за 55.000 домакинства. Приклучените на железарското парно ќе добијат за 15,5% повисоки сметки, додека за оние на топланата Скопје Север поскапувањето е најголемо, односно 16,31%. Тоа во пракса значи дека ако сега за 50 метри квадратни стамбена површина се плаќа 1.800 денари, од следниот месец ќе требаат плюс 250 денари, па сметката ќе достигне 2050 денари. Топланите побарале уште поголемо поскапување од дури 78%, најмногу поради превисоката цена на природниот газ. Цената е поголема за 14%, бидејќи ќе помогне комбинираната електрана Тето, која треба да покрие 70% од потребите на скопјани, и тоа за 2,5 пати пониска цена од онаа на топланите. Ако тоа не се случило, парното требало да поскапе над 100%, вели првиот човек на регулаторната комисија. Апелира да се набави газ, бидејќи алтернативите како мазутот ја загадуваат околината и штетат врз здравјето на луѓето. Единствениот спас, единствената опција која што нуди да ја истераме оваа грејна сезона на најдобар начин е Тето да работи. На крај тие пари што можеби ќе се заштедат со мазутот, јас ви гарантирам дека ќе се потрошат во онкологија. За сега не се знае, ниту пак надлежните кажуваат колкави резерви на газ има БЕК. Вообичаено овие набавки се на годишно ниво. Новиот оператор со топлинска енергија треба да го докупи потребниот газ, но тој чини 10 пати поскапо отколку лани во јули. За сите овие последни поскапувања е цената на природниот газ. Ако минатата година цената на природниот газ изнесувала $230 за нормален метар кубен, и вие сте сведоци и вие објавувате дека овие неколку дена цената на природниот газ збесна и е околу $2100-2200 за нормален метар кубен. Тоа е една цена која што никој не можел да ја предвиди и во најлошите сценарии. Бислимовски апелираше до државните институции и општините да штедат, бидејќи со секој степен намалување на температурата за грејење се заштедувале 5% енергија. Ова е второ покачување на цената на парното во главниот град годинава. На стартот на 2022 топлинската енергија поскапе за 14%, што значи дека во 2 наврати годинава скопјани добија вкупно поскапување од 28%. На градското парно се приклучени 60.000 домакинства. Новите повисоки цени ќе почнат да важат веќе од понеделник, а првите сметки да пристигнуваат во септември.